Во време кога председателот Обама бара поддршка од Конгресот за стимулативниот пакет за спас на економијата, некои американци изнаоѓаат креативни начини да се справат со нетешката економска криза во САД од 30-тите години наваму. Според економистите, 11 милиони американци останале без работа, на други им се намалиле платите. Луѓето се справуваат со кризата на различни начини. Грег Пери бил банкар специализиран за хипотеки. Сега чисти чевли. Овој командант на тенк од операцијата Пустинска луња раскажува како се чувствувал кога го отпуштиле. Шок, страв, што ќе правам сега? Пери научил неколку лекции од животот и денес управува со 6 штанда за чистење чевли. Не запирајте, депресијата може да го одземе најдоброто од вас. Продолжете, чекор по чекор и имајте верба. Майкл Аркус и сопругата Норма ги сочувале работните места, но ја загубиле куќата под хипотека. Сега живеат во дел од нивните канцеларии. Простор голем. Колку просторот за гардероба во нашата претходна куќа. Минавме ни серија емоции, тага, гнев, се друго. Но на крај на краиштата тоа е само куќа. Се зачлениле во вежбална, каде користат тушеви, а за храна, замрзнати вечери, право во микробранова печка. Аркус вели сега за сега е добро, имаат покрив над главата и нов поглед кон животот. Не сум некој посебен случај, ако јас можев да се вратам, можат и другите. Аркус признава дека загубиле многу, но затоа и планираат да врати се. Тоа може да потрае. САД се во рецесија од декември 2007. Стручњаците предвидуваат дека економскиот пат ќе биде долг, најдолг од Втората светска војна наваму.